политичката криза, иако го забави процесот, ние продолжуваме да се бориме за секоја нова инвестиција, за секое ново отворено работно место во Македонија. И еве сега неколку нови работи, кои денес за прв пат ќе ги соопштам. Прво, можам да соопштам дека една западноевропска компанија го извести неодамна економскиот тим, по-конкретно Бил Павлевски, дека има донесено интерна одлука да инвестира во Македонија. Тоа е компанија за производство на електрични уреди, кои се употребуваат во секојдневието, во домакинството и представуваат прилично познат бренд. Се очекува да отворат нови 1000 директни вработувања во град во Пелагонискиот регион. Од разбирливи причини не можам да ги соопштам деталите, додека самиот инвеститор не го направи тоа. Второ, германската компанија која е добавувач на постоечки голем странски инвеститор во зона во Скопје, донесе одлука да инвестира во нов производствен погон во Македонија. Нова фабрика која треба да почне да се гради и да биде готова во средината на наредната година и во која ќе се обезбедат нови 100 работни места. Трето, особено радосна вест. Американска компанија која се занимава со специфична индустрија одлучи да инвестира во еден помал град во централниот дел на Македонија. Во моментот се во процес на купување на земјиштето, а по изградбата се планира производство да започне во втората половина на наредната година. По целосното комплетирање и заокружување на инвестицијата ќе се вработат 200 нови лица. Ова инвестиција е од исклучително значење за градот во кој се планира да се реализира, бидејќи станува збор за помал град. Четврто, можам да соопштам дека италијанската компанија Технохозе по изградбата на втората фабрика во оваа година ќе започне и со градба на нивна трета фабрика во Македонија, во зоната во Скопје. Градбата ќе почне наредните месец-два. Тоа е инвестиција од дополнителни 5 милиони евра и над 100 нови вработувања. Ова се 4 нови инвестиции. Нека е со среќа со 4 нови инвестиции.